Поздрав на сите. Од Словенечката демократска партија, најголемата партија во Словенија, сестрска партија на ВМРО ДПМНЕ. И поздрав и во името на клубот за проширување, кој ова година пролетва го основавме во Будимпешта за поттик на државите кои сакат да влезат во Европската унија. Се сеќавам на годината 2008, кога Словенија влезе во Европска унија, тогаш една од нашите цели беше Словенија да влезе во пристапни преговори за влегување. Тоа во тоа време не се случи заради блокадата на една држава. Но Македонија исто така од 2008 до сега под раководство на господинот Груевски ги исполни мнозинството на материјалните услови кои што се потребни, сите критериуми за полноправно членство во Европска унија. Македонија денеска во многу аспекти е во државите која својот внатрешен и меѓународен живот го управува како полноправна членка на Европската унија. И кога се работи за подела на заедничка безбедност, Македонија се однесува како полноправна членка на ЕУ, иако тоа за жал заради истата блокада формално уште не успеела. Затоа ја користам ова прилика на другарот Никола Груевски да му честитам за таа работа која историја ќе ја цени и која што ќе добие соопечат во блиската иднина, и се надевам дека Македонија ќе стане полноправна членка на Европска унија како и на НАТО. Во наредниот мандат Словенија повторно ќе ја води Европската унија и убеден сум дека тогаш ќе дојдеме до резултат за кој темели беа поставени пред 10-12 години. Веќе неколку години помина од кога сум бил во посета во вашата држава. Вчера и денес видов напредок кој што се случи за тоа време. Бев многу пријатно изненаден, честитки за се постигнато, и знам дека напредокот не бил постигнат од некои големи средства од надвор и кохезиски средства до кои уште немате права. Затоа знам дека ова е последица на добро владање и добри внатрешни резултати. И ви посакувам после сите овие напнатости и измена на владата, се надевам дека овој напредок нема да застане, за оној конечен чин кој што убеден сум големо мнозинство на граѓани и граѓанки на Македонија посакува, тоа е полноправно членство во Европска унија. Би сакал да се процесот да се продолжи. Мислам дека кога ќе бидат бариерите оттргнати, ќе се покаже дека тој труд кој што бил вложен не бил вложен попусто. Пред вас се локални избори. Не би сакал да се непосредно да се мешам во тоа, но тоа што ќе се случува на тие локални избори и покрај тоа што ВМРО ДПМНЕ ние сестрска партија, се разбира, посакуваме многу успех и да имате добри кандидати. Знам каков напредок досега бил постигнат во оние градови и општини кои што ги водат градоначалниците на ВМРО ДПМНЕ, но сепак со оглед на тоа, со оглед на случувањата на политичко и законодавно подручје, би сепак кажал дека очекуваме
некаква селективно право или злоупотребување на правосудството на тие избори нема да игра некоја влога на фактор кој што ќе ги испрлува. Тоа би било негативно за имидж на целата држава. Внимателно ќе ги пратиме случувањата. Тука не се работи за некоја конкретна поддршка на некоја партија која што се надпреварува на тие локални избори. Туку се работи за поддршка на демократијата. Во интерес на демократијата е да не се злоупотребуваат тие процеси и каде што се случувало тоа досега не се вршувало добро. И како што кажал и господинот Виктор Орбан и од мојата страна, многу ја ценам, многу го ценам тоа инсистирање на колега Никола, иако неговата партија победила на парламентарните избори, тој не можел да ја состави владата заради злоба на некои кои што не сакам сега да ги спомнувам. Никола Груевски покажал дека успешно ја водел владата на Република Македонија и како што кажал господинот Орбан, тој не ја водел Македонија само кога било убаво и тогаш кога странка има многу пријатели, туку и сега кога странката е во опозиција и понатаму се бори за доброто на својата татковина Република Македонија. Искрени честитки и за тоа, драги Никола.